Почитувани ученици, добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Билјана Стевоска, професор по хемија во Општинското средно училиште Свети Климент Охридски од Охрид. Наставната содржина која што ќе обработуваме е полисахариди од темата јагле-хидрати за учениците од 4-та година гимназиско образование. Кои се целите за овој час? Односно, што треба да научиме? Кои јагле-хидрати се полисахариди, потоа поделба на полисахаридите и по-конкретно ќе се задржиме за хомополисахаридите, односно нивните представници, скроп, гликоген и целулоза. На овој слајд ви се представени 3 слики со споредба помеѓу различните видови на јагле-хидрати. Тоа се моносахаридите, кои што ви ги изучувавте, и дисахаридите, кои што се дел од оливосахаридите, кои што исто така ги изучувавме. Моносахаридите се наједноставните јагле-хидрати. На сликата ви се представени 3 различни видови на моносахариди. За дисахаридите кажавме дека се составени од моносахаридни единици кои што можат да бидат исти или различни. За разлика од нив, полисахаридите имаат многу посложена градба. Тоа се сложени високомолекулски соединенија, изградени од голем број моносахаридни единици. Содржат повеќе од 10, а често пати неколку стотици или повеќе илјади моносахаридни единици поврзани со кислород-гликозидна врска. Што се однесува до поделбата на полисахаридите, тие можат да се поделат според видот на моносахаридните единици. Па така се делат на хомополисахариди и хетерополисахариди. Хомополисахаридите се изградени од исти моносахаридни единици. Имаат поедноставна структура. Представници се скробот, гликогенот и целулозата. За разлика од нив, хетерополисахаридите се изградени од различни моносахаридни единици. Имаат посложена структура во однос на хомополисахаридите. Представници се хиалуронска киселина и хепарин. Исто така на овој слајд ви се представени начините на поврзување на моносахаридните единици во составот на хомополисахаридите или во хетерополисахаридите. Тие можат да бидат поврзани во неразгранета низа и разгранета низа. Со жолто обоените моносахаридни единици ви е представен начинот на поврзување на моносахаридните единици во неразгранета низа кај хомополисахаридите. Со црвено обоените моносахаридни единици исто така кои спаѓаат во хомополисахариди представена разгранета низа. За разлика од нив, хетерополисахаридите, бидејќи се составени од различни моносахаридни единици, представувањето ќе биде со различно обоени моносахаридни единици. Тие можат да бидат поврзани во неразгранета низа и во разгранета низа. Другата поделба на полисахаридите е според функцијата, односно биолошката улога во живите организми. Па според тоа, полисахаридите може да бидат резервни и градбени. Резервни полисахариди се оние кои се складираат во живите организми како резервна храна и тие даваат енергија на живите организми, односно се како енергетска резерва. Представници се скробот и гликогенот. Градбените полисахариди пак учествуваат во градбата на клетката или скелетот на живите организми. Представник е целулозата. Ние подетално ќе се задржиме за хомополисахаридите и нивните представници и како прв представник на овие хомополисахариди е скробот. Според видот на моносахаридните единици, тој е хомополисахарид, односно тоа значи дека е составен од еден вид на моносахаридна единица. Според биолошката улога, тоа е резервен полисахарид. Широко е распространет во растенијата, се синтетизира во зелените лисија при процесот на фотосинтеза, а се складира во зрната и коренот
каде што служи за резерва. Човекот и животните скробот го внесуваат преку храната и тој за нив представува извор на енергија. Го има во кромпирот, бананата, оризот, житото и така натаму. Скробот е нерастворлив во ладна вода и во алкохол, а со топла вода прави густ колоид. Скробот по својот состав содржи два полимера на алфа-глукоза, тоа се амилозата и амилопектинот. Амилопектинот се наоѓа во обвивката на скробните зрнца и е застапен со 70 до 80%. А амилозата се наоѓа во срцевината на скробните зрнца, застапена со 20 до 30%. На овој слайд ви е прикажана структурата на полимерот амилоза. Тој е неразгранет полимер кој што е изграден од 200 до 2000 алфа-глукопиранозни единици. На сликата ви е представено поврзувањето на тие алфа-Д-глукопиранозни единици. Врската која што се формира помеѓу овие моносахаридни единици е алфа-1,4 гликозидна врска. Во просторот, молекулата на амилоза има форма на спирала. На сликата, ви е представен хеликсот на амилозата и можете да забележите дека тој има форма на спирала. Амилозата е растворлива во вода и гради колоидно дисперзен систем. Во човекот и животните амилозата може хидролитички да се разложува под дејство на ензимот амилаза, при што се добива дисахаридот малтоза. За разлика од амилозата, амилопектинот има многу посложена структура. На сликата ви е представена молекулата на полимерот амилопектин кој што е во состав на скробот и можете да забележите дека тој има многу посложена структура во споредба со амилозата. Тоа е затоа што тој е составен од главна низа, што е оваа хоризонталната, главна низа, која што е составена од 24 до 30 глукозни единици, кои што меѓу себе се поврзани со алфа-1,4 гликозидна врска. Исто така, во составот на овој полимер постои и странична низа, во која што моносахаридните единици или глукопиранозните единици помеѓу себе се поврзани со алфа-1,4 гликозидна врска, додека пак таа странична низа со главната низа е поврзана со алфа-1,6 гликозидна врска. Зошто алфа-1,6? Алфа, затоа што во формирањето на оваа гликозидна врска учествува ОХ групата од првиот С атом на моносахаридната единица од разгранувањето и ОХ групата од шестиот С атом на молекулата, односно на 25-тата единица од главната низа со која што се поврзува страничната низа. Па така, на тој начин се добива посложена структура на амилопектинот. Амилопектинот е нерастворлив во вода, туку само набавлива. Друг представник на хомополисакаридите е гликогенот. За разлика од скробот, кој што се среќаваше кај растенијата, гликогенот го има во човекот и животните. И тој представува резервен хомополисахарид. Се складира во скелетните мускули и во црниот дроб. Градбата на гликогенот потсетува на она на амилопектинот, односно тие имаат слична градба. Тоа значи дека и гликогенот е изграден од главни и странични низи. Меѓутоа, разликата помеѓу гликогенот и амилопектинот е во тоа што гликогенот има поголем број на разгранувања. На овој дел од сликата ви е представен начинот на поврзување на главната низа со страничната низа. Главната низа се состои од алфа-Д глукопиранозни единици, кои што помеѓу себе се поврзани со алфа-1,4 гликозидна врска. Истото тоа важи
и за страничната низа. Значи во страничната низа моносахаридните единици се поврзани со алфа 1,4 гликозидна врска. Главната низа со страничната низа се поврзува приближно на секоја 12-та глукопиранозна единица од главната низа. Врската помеѓу главната низа и страничната низа е алфа 1,6 гликозидна врска, значи истата онаа врска како кај амилопектинот. Алфа 1,6 бидејќи учествува полуацеталната ОХ група од првиот С атом од страничниот дел на молекулата на глукопиранозата и ОХ групата од шестиот С атом на секоја 12-та глукопиранозна единица од главната низа. При хидролиза на гликогенот во човекот и во животните се добива глукоза. Целулозата исто така е представник на хомополисахаридите. Тој е неразгранет хомополисахарид. Изградена е од 800 до околу 12.000 бета-Д глукопиранозни единици, кои што помеѓу себе се поврзани со бета 1,4 гликозидна врска. За разлика од скробот и од гликогенот, целулозата е изградена од бета-Д глукопиранозни единици. Во природата, целулозата се среќава само во растенијата, каде што учествува во изградбата на мембраните од клетките и па така представува најраспространет полимер на земјината биосфера. Например, памучните влакна и филтерната хартија се скоро чиста целулоза, значи содржат околу 95%, дрвенестите растенија содржат околу 50% целулоза, а сувите лисја содржат од 10 до 20% од сопствената маса. Целулозата е нерастворлива во вода и во органски растворувачи. Тревопасните животни може да ја користат целулозата како извор на енергија, бидејќи во нивниот организам се лачи ензимот целулаза, кој што овозможува разложување на целулозата. Човекот не може да ја користи целулозата како храна и извор на енергија, бидејќи во нашиот организам нема ензим целулаза кој што може да ја разложи. Најголемата примена на целулозата е во производството на хартија. На овој слайд ви е представена структурата на целулозата. Рековме дека целулозата е полимер кој што е изграден од неразгранети низи. Тие неразгранети низи се составени од бета-Д глукопиранозни единици. Бидејќи во составот има бета-Д глукопиранозни единици, врската која што се формира помеѓу овие моносахаридни единици е бета 1,4 гликозидна врска. Зошто бета? Затоа што учествува ОХ групата која што е во бета положба од првиот С атом на бета-Д глукопиранозната единица. 1,4 затоа што врската е помеѓу првиот С атом од едната моносахаридна единица и четвртиот С атом од другата моносахаридна единица. Овие неразгранети низи помеѓу себе ги држат водородни врски. Значи, целулозата е изградена од паралелни низи на глукопиранозни единици, помеѓу себе поврзани со водородни врски. Тие ги држат паралелните низи заедно, формирајќи микровлакна од целулоза. И за крај да видиме што научивме. Полисахаридите се најсложени јаглехидрати, изградени од голем број моносахаридни единици. Научивме за поделбата на полисахаридите. Според видот на моносахаридните единици, кажавме дека тие се делат на хомополисахариди и хетерополисахариди. Според биолошката улога во живите организми, тие се делат на градбени полисахариди и резервни полисахариди. И посебно се задржавме за градбата на хомополисахаридите и тоа нивните представници скроб, гликоген и целулоза. Во оваа табела ви се представени
целулозата, скробот и гликогенот, односно разликите и сличностите помеѓу нив според некои карактеристики. Во природата, целулозата и скробот се наоѓаат исклучиво во растенијата. За разлика од нив, гликогенот го има во човекот и во животните. Во однос на составот, целулозата е изградена од бета-глукопиранозни единици. За разлика од неа, скробот и неговите составни полимери амилоза и амилопектин и гликогенот се изградени од алфа-глукопиранозни единици. Врската која што се формира во целулозата е бета-1,4, бидејќи учествува бета-глукопираноза. За разлика од неа, во скробот, односно во амилозата и во амилопектинот и во гликогенот, една од врските е алфа-1,4. Во амилопектинот и во гликогенот се појавуваат две врски, алфа-1,4 и алфа-1,6, затоа што кажавме дека амилопектинот и гликогенот имаат посложена градба во однос на целулозата и амилозата, односно имаат главна и странична низа. Во однос на низите, целулозата и амилозата имаат неразгранети низи, односно моносахаридните единици се поврзани во неразгранети низи. За разлика од нив, амилопектинот и гликогенот имаат разгранети низи, односно моносахаридните единици се поврзани во главна и странична низа. Во овој дел овде можете да погледнете како изгледаат неразгранетите низи на целулозата и амилозата и разгранетите низи на амилопектинот и гликогенот. И последно, може да ги погледнете и да ги споредите формите на целулоза, амилоза, амилопектин и гликоген. За целулозата кажавме дека таа е изградена од паралелни неразгранети низи составени од бета-глукопиранозни единици. Тие низи помеѓу себе се поврзани со водородни врски кои што ги држат заедно во формирањето на целулозните влакна. За разлика од целулозата, амилозата е составена само од една неразгранета низа која што е во форма на спирала. Амилопектинот и гликогенот имаат многу посложена градба и можете да погледнете дека амилопектинот, за разлика од гликогенот, има помалку сложена градба, бидејќи има помал број на разгранувања, но е составен од главна низа и споредна низа, а гликогенот исто така составен од главна низа и споредна низа, меѓутоа има поголем број на разгранувања и затоа е многу посложен од сите претходни полисахариди, односно во споредба со целулозата и со скробот. Се надевам дека ова предавање ќе ви овозможи подобро да ја совладате наставната содржина полисахариди. Ви благодарам.